Благодарам, подпредседателка. Завршивме со барање од страна на координаторот на Социјалдемократскиот сојуз да ги повикаме пратениците од ВМРО ДПМНЕ да се повлечат од реформските закони. Разговаравме на паузата, ја искористивме за тоа и општата констатација на пратениците, меѓутоа и на граѓаните, од кои што добивме повици во текот на оваа пауза, е да не дозволиме деструктивните партии СДСМ и ДУИ да ја кочат работата и да не се донесат реформските закони во државата. Пратениците тоа го одобрија и еве сега пред сите ви порачуваме дека она што значи реформа на државата, а што не успеавте 7 години да го направите вие, нема да дозволиме да се закочи ниту оваа вечер. Ќе продолжиме да работиме и сите реформски закони кои што ги бара Европската комисија од нас и кои што значат напредок на државата, а кои што не ги направивте вие, ќе бидат направени од ова парламентарно мнозинство и затоа сите сме тука да продолжиме да ги спротивставиме аргументите. Се надевам дека ќе прекинете со обструкцијата на комисиите кои што беа закажани, а кои што организирано ги правевте и СДСМ и ДУИ на комисиите, затоа што и министрите кои што се одговорни за тие работи вечерва се тука, меѓутоа не знам од која причина, вие најдобро знаете зошто ги кочите истите да се донесат и да се организираат, но тоа е ваше право. За ваквиот ваш однос 7 години, за ваквиот вазалски однос едни помеѓу други, прво во едниот мандат, па потоа во другиот мандат, граѓаните ви ја испорачаа фактурата. Продолжете така да се однесувате, ние сме тука, ќе продолжиме да работиме и реформските закони во рокот до 30 јули, кој што е одреден како датум кој што ни е даден посебен за дел од реформските закони, се надевам дека ќе успееме да го донесеме. Со ваши обструкции или без, ние сме тука да работиме до последниот термин. Благодарам.